Итни мерки за заштита на костеновото дрво од болеста рак на курата, спречување на масовната кражба на костенот, но и негова промоција како органска храна, се пораките упатени од манифестацијата Шарпланинска костенијада, која содржа во Тетовско Беловиште. Мештаните од шарпланинските села велат дека во минатото од костенот екзистирале цели семејства, а сега овој плод е на работно исчезнување. Го сечат, го крадат, го уништават и елементарна непогода од Божја сила, значи треба да се помогне, пошто дрвото од костенот е канцерозирано, покварено дрвото од костенот, треба да се помогне некако тоа, побараме помош од Министерство за земјоделство, шуманство и водостопанство, исто уште еднаш алармираме како да се брани костенот, поготово од дрвосесачите што крадат дрва. Од Сдруженијето Бела Виста, кои организираат манифестацијата, истакнаа дека направени се планови како да се превенира болеста рак на костеновото дрво. Чекаат државата истите да ги поддржи. Реков, обновување и враќање на костенот не само кај што го има, него секаде кај што може да го има. Затоа што велам дека костенот е најдобро за рурален развој и најдобро е со своите својства и буквално и како лековито. Годинешнава Шарпланинска костенијада е 9-та поред и покрај постојаните апели упатувани од манифестациите, институциите досега не презедоа конкретни мерки за заштита на костенот. Поради ракот на костеновото стебло, костенот во македонското законодавство е прогласено за редок вид дрвова шума.